Знаш се да во наша земја умни деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Јас сум Крсте Серафимовски од Гостивар, родител на 2 деца, сопруг на Виолета и во овој момент очекуваме трето дете, најверојатно машко, меѓутоа што и да е здраво и живо. Јас сум Виолета Јовановска од Гостивар, во брак со Крсте Серафимовски. Имаме 2 дечиња, значи Снеже 13 години и Василие 10 и чекаме трето. Јас сум Снежа Серафимовска, учам во основното училиште Братство единство. Сега сум 7 оделение. Имам еден брат и сега очекувам уште еден. Јас се викам Василije Серафимовски. Учам во основното училиште Петир Јовановски. Јас имам една сестра, очекувам и еден брат. Па со Вики се запознавме, да речам, не инцидентно, него по мое гледање, по незина иницијатива. Во тоа време сестра ми моја шиеше алишта, а ја во тој период учев и играв кошарка во Скопје. И секогаш кога ќе дојдев ја од Скопје, жена ми беше кај мене дома да ја шие нешто сестра. Така да сестра ми е исто еден од тие виновници што се запознавме и што воопшто ни почна таа врска. Значи кај него, да, точно, со неговата сестра нели се знаевме претходно, така да кога на некоја од пробите го запознав Крсте и почна договарање од страна на Анета, значи сестра му, и договарање на тие термини за проби, така натаму, кога Крсте бил дома, за да ние се запознаеме подобро и да отпочнеме, да речем, врска. Така да се дружевме кратко време. Јас сум Анета Серафимовска, сестра на Крсте Серафимовски. Вики ми е сна, значи ги запознав јас лично на времето кога шиев. Вики требаше да дојде да шие кај мене. Мислам, дојде на врата сама. Седов мерка и кажав да дојде на проба кога ќе се врати. Брат ми пошто учеше во Скопје средно. И закажав да дојде на проба дента, тоест вечерта кај 8:30-9 сат кога ќе се врати брат ми. За да ги запознам, да. Намерно тоа го направив. Така Вики ми е симпатична. И мислам дека не погрешив, не мислам, него сигурна сум дека не погрешив во тоа што ги запознав. Тие двете заедно си се договарале кога јас ќе доаѓам за она да биде тука да дојде на проба. Таа ни договараше, значи термин кога он доаѓаше од тренинзи од Скопје, нели од школа. И по кратко време, така да тргнавме јас и Крсте, и од тогаш до сега скоро 18 години сме заедно. Значи 13 години во брак и 5 претходно. И не жалам. Значи што ете сестра ми и Виолета се нафатија на таков чекор.
Беше интересно. Време е за бебе. Значи јас во Скопје завршив средно физкултурно, и се натпреварував за МЗТ во тоа време. И после по препорака на еден мој соиграч, американец Марк Дин, ја заминав во Америка, значи да играм кошарка и да студирам. И 96-та ја заминав за Америка. После првата година, таму бев сам. После првата година ја повлеков со мене и Виолета. Значи заедно студиравме таму. Заедно завршивме. Ја завршив факултет за физичка култура и здравствена промоција. Значи здравствена промоција уште не постои како смер, меѓутоа физичка култура како физичка култура и тука постои. Дипломата моја ми е уважена, признаена од страна на Министерство за образование и физичка култура. Така да, кога дојде и Вики, таму и Вики почна да си студира нормално. При крај на студиите ни се роди черката Снежана во 2000 година. И од Америка, значи кога веќе се вративме назад, заедно со Снежана, поминавме малку време во Исланд една година, малку Данска и после више се вративме назад. Да, ние се венчавме во Америка, значи склопивме брак. Тоа е најбитната работа во Америка. Се потпишавме, таму склопивме брак 2000 година. А откако се вратиме од Америка, значи со 2 дечиња родени, само имавме еден свечен ручек, така со најблиските, значи имавме као прослава, да речам свадба во некоја мера. Значи не е она свадба традиционална, него само прослава, да речам, семејна една, со потесниот круг на семејството, да. Кога се роди девојчето, како на играчка, како на шала, уз нас си порасна. Снежи се роди 2000 година, значи точно јас по завршување на факултетот решивме да си имаме детенце во Америка, да се роди таму, да ја отвориме еден пат плюс, да речем, можеби нема да го искористи никогаш, но сепак една опција да не испадне и она да се мачи како нас, да стартува од нула и така натаму, него да си има една своја патека по која би, ако сака, би се движела. Потоа дојде и сестра и на Вики исто таму да студира. И тие ни беа од помош, значи сестра и баџото, значи тоа и тие беа дечко и девојка, и тие ни помогнаа доста таа последна година таму. Па се стабилизиравме и така да беше интересно. Бременоста во Америка, значи, пошто прва бременост прилично млада, 21 година имав наполнето, без никој околу мене, значи без родители, без другари, без никој кој ги познавам, ми помина многу добро. Значи многу лесно, со тоа што работев 4 работни места во тој период, во склоп на кампот, во школото, значи работев во градинка, во библиотека, уште неколку работни позиции во склоп на училиштето. Тоа право го имавме ние да работиме. Друго нешто интересно, ја бев присутен на пораѓајот со черката тогаш и видов колку е баш колку не е едноставно да видиш женско и можам да кажам дека да бидеш женско не било едноставно. Ми даде улога и да исечем па почната врца, ама не го поднесов тоа како што треба. Бидејќи бевме сами, јас Крсте инсистирав да остане со мене во самата сала, да присуствува на самиот чин. И на самото поrodување, наместо тој да ми помогне, да ми даде малку храброст, тој беше тој кој се насвести при сечење на попочната врвца. И цело внимание од мене се насочи кон него, Сите сестри и доктори се свртеа кон него. Но тоа беше за кратко време и после стварно беме сите доста среќни и весели и значи нема збор со кој би се опишало раѓање на секој дете. Колку да ги имаш, секој породување е посебно за себе. Кога требаше да исечем попочната врвца, се онесвестив. Па требаше сестрите од вниманието на Виолета се свртеа кон мене и реков уште еднаш ова нема да се повтори. Така, тоа беше као најинтересно
со Снежана. Како што реков, таа узност, како узигра ни порасна. И после породувањето на Снеже морав како асистент менаџер во хотел во Best Western беше хотелот во Америка кај што работев. Морав да се вратам 2 недели по породувањето. Впрочем, тоа е кај нив нели законски да само 2 недели неплатено отсуство е дозволено. Некако кај нас фала нели Богу што имаме и ние таа опција да можеш нели 9 месеци по породување да си видиш додека бебето да пркне, да кажем, и почне да знае и да порасне, него таму веднаш сите мајки и јас работев во градинката која беше во склоп на училиштето. Значи бебиња од 2 до месец дена почнуваат да ги носат веднаш во градинка. Како кукла во смисла, значи не сватиме она сериозноста, значи како родител што треба да превземе, него чисто инстинктот не водеше како да се однесуваме, што да превземеме и така многу лесно го пораснавме. Многу лесно го пораснавме тоа дете. Снеже како мала беше доста темпераментно бебе, да кажам. Значи, како бебе да мирна, не толку лошо бебе, но сакаше се тоа што и значи следува и сите тие рутини на време да бидат исполнети. Така да имавме правеци ред со неа како прво бебенце, значи немавме некои големи потешкоти. Со тоа што огромна помош имавме од сестра ми и зет ми, кој во тој период, значи да кога наполни 3 недели, тие веќе стигнаа во Америка. Во коледжот каде што ние, во училиштето каде што ние учевме, и имавме огромна помош од нивна страна. Значи сите живеевме заедно, работевме нели распрскани на сите делови од училиштето со една цел да може да го исплатиме школувањето, значи потребни беа неколку работни позиции да се менуваат, да се работи, да се одработат тие сати за да може да се исплати школувањето. Така да сите бевме распрскани и распоредот ни беше ден однапред на сите организиран и кој кога може да ја чува, кој кога да ја донесе до мене ако сум на работа, така да ја надојам. Но се снајдовме некако и ја израставме. Може би во првите месеци беше малце по-тешко, затоа што имавме и таму доста динамичен живот, значи студирање, работа, тренинзи, значи ни беше малце потешко. Меѓутоа за брзо време се вклопија коцките и влеговме во еден ред и се беше супер. Задоволни сме од начинот како таа до сега е, мислам, воспитана и порасната. На 9-месечна возраст се вративме тука назад, значи во Македонија, како прво внуче од една страна и нели од крсте како едино машко внучето на дедо и баба највише го сака, со тоа што значи многу големо внимание доби од страна на дедовците и на бабите. Растеше како темпераментно дете, значи доста пргаво и своеглаво да кажам, и таа карактеристика уште ја тера, но со доста зборување и работа и воспитување мислам дека задоволни сме од начинот на кој е таа до сега порасната и одгледана. Одлично напредува и во училиште и со кошарката, нели има доста големи успеси. Во моментов игра и за спортски клуб во Скопје, нели и таму тренира. Значи додека растеше, докај 3 години, додека не се роди брати, пошто таа беше прво дете кај нас, таа имаше комплетно целото внимание го имаше и малце се промени зидниот ставот како се роди брати. Имаше на почетокот љубомора, меѓутоа со време и тоа малку не сака да се занимава со музика, што ја упатуваме, но таа дефинитивно не е тоа за мене, не сакам да учам да свирам, да играм. Али чисто за неа сакавме така да ја насочиме кон некој музички инструмент, барем да научи за себе да го свири, тоа не го сакаше. Време е за бебе. Со второто више бевме вратени назад во Гостивар. Бевме во Гостивар, меѓутоа Вики се породи со Василија во Скопје. Значи Василија е роден во Скопје.
во тој период кога се породи Василие, јас веќе се вративме назад со кошарката повеќе не можев да патувам како што патував, затоа што веќе со 2 деца да менуваш локација на живење веќе не беше подносливо нити за нас, нити за децата, па така да одлучивме да застанеме на место. Кариерата ја стави веќе во втор план и решивме нешто да се посветиме, да направиме некој си исчекор, да направиме некаква си инвестиција и да почнеме на стабилни нози. Да, Василие кога се роди покажа малку љубомора. Покажа љубомора, но помина за кратко, да кажам, време, бидејќи се 3 години разлика. После како тој беше многу мирно бебенце. И откако тој порасна, да кажам, до годинка-2, после почна да се согласува, да се слагаат добро, таа да изиграва поголема сестра, да помага во неговото одгледување, да помага кога се бања, да применување на памперси, така натаму. Значи таа беше главната, без која не можеше ни една церемонија да започне. Значи Василие ни беше късмето, што би рекол за почеток. Значи во тој период кога Вики се породи, таа доби добра понуда за работа. Доби добра понуда за работа, се вработи, иако Василие беше само 1 месец стар, значи понудата за работа беше доста примамлива, што Вики мораше да ја прифати работата и да отпочне со работа. Со Василие беше малце по-проблематично затоа што Вики беше отсутна. Тука имаше големо жртвување и од родителите и од целата фамилија. Меѓутоа детето си порасна, работите беа веќе втемелени како што треба. Се компјутерски игри најпоследно, значи тоа ги играат заедно на тренинзи. Едниот нели има еден термин, да, тренинг за кошарка, едниот има, да речам, пред другиот, но да заедно на 3 тренинзи. Во училиштето на Крстен или нормално се тренираат двајцата. Има доста добра поддршка, еден меѓусебна. После тренинг можеш да слушнеш критика на едниот на другиот да упати или обратно. Ти беше добар или ти доволно не се потруди денес на тренинг да изиграш. Можеше подобро тоа да го направиш. И најинтересно е што кога едниот има утакмица, другиот по нина цена не ја пропушта. Значи, обавезно имаме обврска да ги однесем и да ја следат утакмицата на меѓусебно. Коментарите после тоа се стварно интересни. И така да сега супер се сложуваат, значи во голема мера и помагаат на фарма, значи каде што работиме нели сега. Најчесто неделите се бајле, пошто таму имаме еден вработен помалце, двајцата одат и ги вршат тие обврски. Тоест да собираат нели тоа што можат, одат со татко му помагаат. Тоа не го спомнав и за Снеже, двајцата моментално тренираат кошарка. Двајцата, значи ова зборувам непристрасно дека се мои деца, меѓутоа двајцата се мощно талентирани. И моја идеја и моја представа е затоа што јас веќе откако се имам вратено, откако веќе се вративме од Америка, од тогаш до денес јас имам контакти на мои соиграчи и на мои професори исто, со кои одржувам и денес контакт и истите се заинтересирани да им пружат на моите деца услови за таму да може да се школуваат, исто и да играат кошарка, да можат и тие нивното школување на база на кошарката да го имаат да го имаат бесплатно, нивното школување да биде бесплатно, доколку се развива нивниот талент како што треба. Па мислам може и не е благодарно да се планира од толку онапред за децата, затоа што и децата самите може да си имаат своја представа за својата иднина, меѓутоа пак тоа стои како една опција да тие може да си имаат една отворена врата доколку посакаат. Да. Време е
бебе. Сега сме во исчекување на принова. Значи, по сите изгледи ќе биде машко. По сите изгледи ќе биде машко. Сите сме возбудени и сите очекуваме тоа да биде во најдобар ред, значи да се оправи и Вики и малечкото да бидат здрави и живи. А трета бременост, да бидам искрена, значи до пред 2 години не ни размислувавме на трето дете. Бевме доста оптоварени со работа, неколку работи, значи крсте работи, ја исто му помагам покрај работата што ми е редовна, значи во УАН како раководител на салонот во моментот што работам и како брокер осигурителен. Така да доста бевме зафатени со трчање обврски околу работните задачи. Но последните 2 години двајцата, посебно Василија, инсистира за трето бебенце, значи тие реклами, кампањи колку значи помогна во тоа убедување на вистина, посебно значи за Василија. Немам збор да искажам. Тој во периодот кога престојуваше во село со баба и со дедо, таму само прва програма на телевизија се гледа. И рекламите се таму нели најатрактивни, на МТВ1 најударни. И со самото пристигање од село дома, тој значи тоа му беше врежано во глава. Влегува во врата и сериозен не гледа и вика: "Вие двајца знаете дека од утре ќе ве уапсат во полиција, треба да ве затворат." Во затвор ќе да викам: "Зошто вас во затвор?" Само ние немаме трето бебе. На телевизија кажа мора и ние да имаме трето бебе. Така да тие бе интересни некои негови коментари и од тогаш, значи 2 години уназад секој ден бајцата буквално не потсетува, изборува и како веќе се го имаат, како ова ќе правиме, она со него. Невиден притисок од нивна страна, стварно навистина значи сака и инсистира на трето бебенце. Јас отидов дома и морав да му кажам на мајка ми да не роди уште едно трето дете. Јас сакав да ни роди женско, но ќе се роди машко. Ние почнаме да размислуваме, но сепак со колебање да кажам, сепак таа една голема храброст и кога ќе слушнам, мада трендот во Гостивар посебно сега за трето бебе е да кажам хитили многу наши млади другари имаат веќе трето бебенце, што пред година 2-3 беше мислена именка. И кога ќе ги видевме нив и се споредевме, па што им фали, па тоа е стварно супер и така. И ние сме деца, и јас и Крсте од семејства со по 3 деца, ние сме големо семејство, да кажам, значи од страна на татко ми се 7 деца и така натаму. Сепак гледаш дека семејството е единствено што те држи во животот, дека поддршката од нивна страна е нешто што нас и не надера да се вратиме, мене конкретно од Америка назад. Ние значи сме деца поврзани со семејството и не можеме да функционираме без нивна поддршка, без секојдневно да се видиме, да се слушнеме. И тоа е нешто што значи за нас е бесценето. Значи семејството и поддршката од самите нив. Во добро и во лошо знаеш кому може да се јавиш и сепак ние старееме, да кажам, братчето и сестричето стануваат на овај свет и сакаме да имаат, да решиме да имаат уште едно бебенце кој ќе биде доста помало од нив, да речам, и ќе го сакаат и ќе си останат, значи да си бидат 3 дечиња, да си функционираат нели како тројка. Татко ми не сакаше, мајка ми сакаше. И сега не знам како, ама мајка ми го натерала татко. И сега уште малку чекаме брат. Време е за бебе. Во согласност со активните мерки за демографската политика на владата на Република Македонија, а се со цел за пораст на населението, Центарот за социјална работа во Скопје, а и останатите други 29 центри, се места каде што се поднесуваат документи за неколку права од областа на детската заштита. Едно од многу значајните новини во овој дел на законодавството е правото за добивање на материјален надоместок за трето дете, кој е навистина од исклучително значење, меѓутоа исто така и исклучителна материјална помош на самите семејства.
Што значи тоа? Тоа значи дека месечно родителите кои имаат 3 деца добиваат месечен надоместок од 8.084 денари секој месец, што значи дека следните 10 години овие родители кои имаат 3 деца ќе го добиваат овој месечен надоместок. Поново кажано во евра, тоа значи отприлика 1.600 евра годишно, а тоа помножено по 10, тоа значи 16.000 евра во текот на 10 години. Време е за бебе. Двајцата се возбудени, значи возбудени се, затоа што тие веќе 2-3 години наназад редовно вика сакаме уште едно, сакаме братче или сестриче. И сега еве навистина желбата нивна ќе се оствари, ќе имаат братче или сестриче. Мислам најверојатно братче, ама не се знае до последно може се да биде. Така да желбата ќе им се оствари, а како ќе биде после не знаеме, ќе покаже времето. Бевме решени дека ете и на старост ќе останеме сами, доста млади родители станавме. Уште сега почнеме да се досадуваме кога едниот на тренинг, едниот со другари, едниот на компјутер. Ние по план немавме буквално со кого муваме да правиме, со кого да се караме, со кого да се смееме. Секој по свој пат и решивме да имаме и трето бебенце, кое ќе не подмлади, да кажам, и ќе не држи во живот и полни со енергија наново. Па како што спомнав, ние станавме родители релативно млади. Значи релативно млади, како што спомнав, ја имав 23, Вики имаше 21 години. По наши калкулации, ние кога ќе дојдеме на возраст од 42 години, више децата ќе ни бидат поедени по факултети наваму натаму, ние релативно пак млади, а ќе бидеме сами. Така да ова ќе ни биде друшка за на стари години. Значи некој да не важи од патики, некој да не да си имаме пак за анимација и исто и да може тоа дете да си има исто и како представа и слика на идол на сестрата, на братот, ако и тие може да му помогнат во некоја ситуација. Значи што повеќе деца, тоа повеќе опции во животот. И многу поинтересно растат тие деца што доаѓаат од семејства со повеќе братчиња и сестричиња. Впрочем, и јас доаѓам од семејство од 3 деца, и Вики доаѓа од семејство од 3 деца. Вики е најстара кај незе, јас сум најмалото. Така да, ако не се решеле моите на трето, јас не мало да последам. Да, третата бременост ми оди во ред, значи работев до последниот месец, нели скоро до 9 месец бев на работа. На работните обврски ги извршував и дома и на работа без никакви пречки. Немам никакви проблеми, значи со бременоста, како и претходните две, така и сега. Активна сум, значи до постојано, нема излежување, немам некои посебни пречки, проблеми. Чисто некако проширување на семејството и како уште една голема радост на убаво нешто што може да отвори други врати. Кој знае што ќе се случува понатаму. Време е за бебе. Породувањето на Тодор помина не многу лесно да кажам, но организирано и од страна на болницата и на мојот доктор. Така да скоро цел ден имавме, нели нормално бевме примени за породување. Тој се роди околу 10 часот навечер, но претерано организирана државна болница, можам да кажам сега во споредба со кога се породував со Василие. Така да породувањето помина во ред.
Многу добро бевме примени, значи, од страна на мојата докторка, а Делан поточно ме породуваше. Доста поддршка од самите сестри, од цел персонал, од условите во болницата, значи навистина бев изненадена споредбено со пред 10 години, да кажам, самите услови. Тие 5-6 сата додека чекавме беа многу напнати. Во тој момент со мене беше и една братучетка на Вики, бе многу нестрплив. Се почувствува стресот кај мене. Значи иако е трето, во секој случај не можев да останам равнодушен. И откако се породи Вики, ми се јавија по телефон, ми честита, ми кажа имаш уште едно синче. Всушност Вики ми се јави лично, имаш уште едно синче. И тогаш мислам дека голем товар ми падна. Прво јас се јавив на крсте нормално, од самиот почеток се јавив на крсте, го известив и понатаму, значи како му се олесни самата помисла дека се е во ред, дека нормално се помиња како што треба. После тоа ги израдува дечињата и нивна работа оставивме понатака да го известат семејството, кое сите, значи, со радост и со нетрпение ги изненадивме дефинитивно, пошто никој не знаеше дека одиме на породување. Дечките знае дека сме на карневал, така да не сакавме да ги чуваме под притисок и стрес. И отидовме со братучетката на Вики, се почестивме со по една пијачка. И така да, уште вечерта добив шанса да го видам малечкото. Значи го видов, ми го донесо до врата. Го видов. Тоа им беше првата средба и им соопштивме на децата. Децата беа исто многу возбудени, весели, дека веќе имаат братче. Тодор беше роден околу 4 кг и 100 грама, значи доста прилично голем ко бебе. Сушност, ние дојдоа со нас. Ние никому не кажавме дека одиме на пораѓај, ние рековме дека одиме Скопје. А децата ги оставивме кај сестра ми, а тогаш беше и карневалот во Струмица, и ние рековме дека јас и Вики одиме на карневал. Дека одиме на карневал и дека може да се задржиме на карневал. Значи, освен сестра ми, не знаеше никој. И така да на сите им дојде како изненадување. Мислам, цел тој процес дојде како изненадување. Цело време прашува каде се, зашто. Викам се излегува шета, навака, натака, викам на крај на карневал завршија, викам во Струмица. И тие како вика неодговорни Василе, вика како вика неодговорни родители, вика така, вика замина, вика без децата на карневал. Ја викам па се десило, викам ете отида и вечерта кога се породи Вики и викам ај сега малце, викам слушајте двајцата, им пуштив телефонот на интерфон и брат ми им јавува дека имаат братче, така збунети двајцата рипна од радост дека им се роди братче и ме гледаат збунети како одиме, па нели се на карневал, ние реков цело време викам беа во болница. Кога ми се јави татко ми дека добив уште еден брат, не знаев што правам од што бев стрична. Се јавив на семејството поблиску и пошироко, се јавив на сите другарки и утрената на училиште со бомбонира чоколади ги почестив сите. Кога веќе се породи Вики, им соопштив на сите дека имам уште едно синче и тогаш радоста беше уште поголема. За неполни 10 минути дозна цела фамилија и почна да доаѓаат повици од секаде со честитки. 2 дена не задржаа во болница, потоа не пуштија дома. Децата беа многу изненадени, многу радосни, задоволни, значи погледи фрча на сите страни. Василија беше малку избунен, морам да кажам, од самата помисла дека сега еве го во реалност го гледа и пристигна братчето дома
До тогаш не веруваше дека секое зборување му беше како во филм, додека нели не го виде во живо дека тука е и дека пристигна, значи дека е дома. Можам да кажам највозбудена беше мајка ми, затоа што мајка ми се вика Тодорка, а малиот сега се вика Тодор, го наследи незиното име. И радоста кај неја беше највидлива поради причината што го има незиното име. Двајцата многу помагаат, значи околу самото одгледување на Тодор. Не сме он да кекне, со самиот знак дека он кекне, први тркаат кој прв ќе стигне до креветче да го кренат и да му пеат и така натаму. Во глобала е, значи, мирно бебенце, немаме никакви проблеми, сите задоволни, среќни сме сега, конечно, викам, имам шанса да му се изненадувам, да го изгледам како што јас сакам ова Тодор, пошто снежи Васко, морав да почнам да работам многу порано. Опа. До сега не знаев како да си има бебе дома, дека кога се роди Васе бев мала ја и ништо не можев да запамтам од тоа. Сега знам како е да си имам бебе. И знам како нашите родители нас не чувале и колку е тешко да се одгледа едно бебе. Никогаш не ми представувало проблем да сменам пелена, да помогнам околу бањање, околу. Меѓутоа сега сум доста позафатен. Значи физички не можам да постигнам да бидам толку присутен дома. Меѓутоа кога и да имам време да можам да бидам од помош, тука сум, помагам. Значи не е тоа никаков проблем. И Снежи е крстена на мојата мајка, Снежана, Василија на дедо, значи на татко на крста, и Тодор го доби името на мајка му на крста. Така да сите три дечиња имаат наследено имиња од нивните баби и дедовци. Мислам, може би било потешко кога и другите две деца би биле прилично блиски со возраст. Кај нас тоа не се чувствува затоа што и самите деца помагаат, пошто се доста повозрастни и кога треба нешто да се помогне, да се побара или да се побара помош од нив, тие со радост. Значи доаѓаат, помагаат, дали било за пелена, дали било за облекување или што било. Значи нив тоа им е како забава. Миренете сака шетање, малку да се држи брат, сака. Сака да се шетат на воздух. Со количкото само сака да се вози. Најмногу сака да се испие. Не е тешко воопшто, значи сите ги... Кога некој ќе ми кажеше дека има трето дете, јас тоа го на почеток го размислував и го сваќав како некоја мисија невозможна, дека како се одлучиле луѓе, во што им текна, значи тоа ми беше мене нешто недостижно и нешто многу тешко, значи да го сварам за себе, но сега откако се роди Тодор, гледам дека повторно живеа семејството, дека повторно нели оне детски плач по дома и разиграност и значи сите не израдува, не подмлади да кажам, и сите околу него сме среќни и задоволни. Значи кога сега кога би ми кажал некој нели и другите реагираат околу нас, аха, имате трето, што ви текне. Значи таа беше моја реакција кога јас слушав за некој дека решил да има трето бебенце. Значи таа реакција кога сам ќе го имаш тоа детенце, ќе сватиш дека е ништо страшно и ништо чудно и тоа е нешто најубаво што може да му се деси на секое семејство. Во моментов им е како една жива играчка, и ние сме и многу изненадени како го прифатија. Како го прифатија и како се смени односот на работите дома. Нека и двајцата стигна до една возраст кога веќе почна да се чепкаат меѓу себе. И сега откако се роди малиот, тие тензии меѓу нив се смирија. И сега сите околу бебето со тивко, со нежно, со друг пристап, и сега
баш една тотално друга атмосфера, тотално, мислам, дури самиот стан мирисе сега на бебе. Сите што, мислам, нашиот, посебно наша генерација млади, ги охрабрувам да си родат, да си имаат трето бебе. Ние сме деца од по 3, значи нашите семејства имале по 3 деца. Исто на поголема разлика на крај и сега не можам да сватам да живеам без најмалата сестра, ние сме 3 сестри. Таа ни е, значи, како десна рака, во секој момент е тука за нас да ни помогне и да ни се најде во сите, значи, ситуации. Така да се надевам дека и Тодор ќе им помага на брат на Снежи и на Васе, кога ќе порасне, пошто ќе и они нему нормално додека не го упатат и не му дадат правец да ги следи нив, ако реши. Не поврати назад со времето, со емоции и со све. Значи во право време дојде ова бебе и што можам да кажам, ништо. Да сме повеќе, давам јас баш се, да во наша земја умни деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи. Помисли на нас, помисли на утре, штом помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Помисли на нас, помисли на утре, штом помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно